Почитувани, ВМРО-ДПМН е политичка партија која действувала, действува и ќе продолжи да действува врз основа на закон и само врз основа на закон. И тоа потврдено од страна на сите институции надлежни за проверка на финансиското работење на политичките партии. Сите обиди и политички памфлети, чија цел е да се представи некакво наводно незаконско работење на ВМРО-ДПМН, на раководството на ВМРО-ДПМН и на членовите на ВМРО-ДПМН се неточни. Невистинити и енергично и безкомпромисно ги отфрламе во целост. Обидот на СДС и нивната партиска испостава СЈО, без докази, без факти и без аргументи, да изврши компромитација и отстранување на ВМРО-ДПМН е многу опасен и погрешен пат. ВМРО-ДПМН жестоко ќе се спротистави на овој обид за уништување на партијата, а СДС и СЈО ќе бидат единствено одговорни за атмосферата која ќе биде предизвикана во следниот период и во која ние ќе се спротиставиме на неправдата и неправото. Целта на СДС и СЈО е да се скрши ВМРО-ДПМН, единствената политичка сила која се грижи и која ги брани националните, државните и граѓанските интереси, со цел да се скрши Македонија. Јасно и гласно, со чест и со достоинство, порачуваме дека ова нема да помине. Финансирањето на ВМРО-ДПМН е реализирано согласно закон. Целокупниот имот на ВМРО-ДПМН е законски стекнат. Имотот на ВМРО-ДПМН се користи за извршување на партиските функции. ВМРО-ДПМН има право да има простор за свое функционирање. СДС не може и не смее да биде во привилегирана позиција и да има простор за функционирање кој му е оставен од поранешната комунистичка партија, а ВМРО-ДПМН да нема простор. Сиот имот на партијата е законски стекнат и без разлика дали е во целост оспособен за партиско функционирање, како што е отприлика 95% од просторот, или пак е во тек постапка за оспособување на просторот, како што имаме 4-5 ситуации. Истиот тој простор се користи за потребите на функционирањето на партијата и само за функционирањето на партијата. ВМРО-ДПМН нема купувано ниви и ливади, како што неточно наведува СЈО. Тоа е само очаен обид да бидеме компромитирани, а и јавноста да се дефокусира. ВМРО-ДПМН го има стекнувано во собственост само земјиштето под објектите или пак земјиштето што е на ист имотен лист со објектот во непосредна близина и слично, што представува и законска и рационална обврска и постапка. Централниот штаб на ВМРО-ДПМН е изграден во целосно транспарентна законска постапка со примена на јавен повик за соинвеститорство, на кој секој субјект можел да се пријави за изградба на објект кој согласно деталниот урбанистички план бил предвиден и дозволен да биде изграден. На овој повик имаше доставено 3 понуди. Во оваа постапка ВМРО-ДПМН го остапи земјиштето во строгиот атрактивен центар на град Скопје, кој има своја пазарна вредност. Соинвеститорот имаше обврска за остапеното земјиште да изгради објект за потребите на партијата, а тоа е Централниот штаб, и да исплати надомест за разлика помеѓу понудата од страна на соинвеститорот и проектот врз основа на кој е склучен договор. А остатокот од земјиштето да го искористи за собствени потреби и видливо е дека на тој простор соинвеститорот гради хотелски објект. ВМРО-ДПМН нема добиено донација во оваа постапка, како што беше неточно објавено од страна на СЈО. Членовите на ВМРО-ДПМН, како и било кој граѓанин на Република Македонија, имаат јасно законско право за уплата на средства на сметка на партијата. Ние сме во можност да имаме контрола, не сме во можност да имаме контрола на волјата на тоа кој уплаќа на партиската сметка, но сме благодарни за секоја уплата. И можеме да кажеме дека тие уплати се користеле за партиски потреби и редовни партиски работи. Лажна е информацијата, пласирана од СЈО, дека наводно уплатите на партиската сметка во 2014 година биле реализирани во само 57 денови. Вистинската бројка е дека уплатите на партиската сметка во 2014 година биле реализиране во период од 202 дена,
односно во текот на целата календарска година, и тоа на име членарини и донации. Членовите на ВМРО-ДПМН не смее и не треба да се чувствуваат компрометирани. Овој безмилосен напад е само срамен обид на СДС и СЈО да наметнат чувство на непотребна вина кон нашите членови. Членови на ВМРО-ДПМН, вие сте луѓе домакини, честни луѓе и патриоти. За вас не може да коментира или пак да суди Фатиме Фетаи, Зоран Заев или Катица Јанева. Бидете спокојни, бидејќи вие сте силата од која противникот се плаши, а нашата партија не ја разбиле многу посилни структури од овие кои сега тоа го посакуваа. Го повикуваме СЈО да отвори постапка за финансирањето на и работата на СДС, зашто имаме проверени инсайдерски информации токму од лица од СЈО, дека постојат разговори и дека има законска основ да отпочнат истрага и за СДС. ВМРО-ДПМН нема да подклекне на овој притисок. Тоа е безобразен обид да бидеме компрометирани за да биде скршена Македонија. Правдата ќе победи, ние сме убедени во тоа. И благодарам. Сега Никола Поповски. Може? Почитувани, случајот кој СЈО го нарекол траекторија е уште еден доказ дека се работи за обични извршители на Зоран Заев и СДС и дека е уште еден политички предмет. Целиот случај е базиран на измислени тврдења. Првата инсинуација со која се обидува да се креира случај е дека во целиот случај наводно била предизвикана материјална штета од 155 милиони евра. Штета не постои. Целта на ваквата комуникација е да се привлече вниманието на јавноста. Се работи за капитален проект од кој имаат корист сите граѓани на Република Македонија. Втората инсинуација која денеска е изнесена за овој предмет од страна на СЈО е дека не бил применет законот за јавни набавки. Во овој случај фактите велат дека собранието уште во 2013 година донесе закон за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патната делница Миладиновци-Штип и патната делница Кичево-Охрид врз основа на законот за ратификација на договорот за економска и техничка соработка во областа на инфраструктурата помеѓу владата на Република Македонија и владата на Народна Република Кина. Овој закон за реализација на конкретниот проект како посебен ја исклучува примената на законот за јавни набавки. За овој закон би нагласиле дека расправаа и гласаа и пратениците на СДС и пратениците на ДУИ. Третата инсинуација во денешниот настап на СЈО е дека се преговарало со само една компанија и не била избрана најниската понуда. Вистината е следна. Склучени се меморандуми со две компании, и тоа China International Water and Electric Corporation и Sine Hydro Corporation Limited. Двете компании доставиле своји понуди и во 2013 година е одбрана најниската понуда. Би повториле дека се работи за политичка мотивација и истото ќе биде докажано во натамошната постапка. Добро, јас ќе продолжам со последниот дел, а потоа може да одиме со прашања од страна на новинарите. Првата работа што сакам да ја нагласам, дека од денес па до крајот на мандатот на СЈО ќе гледаме дека оваа институција работи како партиска подружница на СДС. Главната задача на СЈО е да штанца нарачани обвиненија против политички неистомисленици од ВМРО-ДПМН, за да му помогне на господинот Заев да спроведува нарачани платформи со создавање на коалиција со партии кои што ја поддржале платформата од Тирана. Сметаме дека ваквото однесување на СЈО е на штета на интересот на граѓаните на Македонија, но во корист на господинот Заев, за да се дефокусира јавноста од главниот проблем во оваа држава, а тоа е правење коалиција со партија која што е поразена на изборите
и правење на коалиција на штета на интересите на Република Македонија. И наместо да се разговара за таа суштинска тема и плаќањето на висока и многу скапа цена за интересите на Македонија, а со цел Заев од аболициран за криминал да стане председател на владата на Република Македонија, СЈО ќе нарачува обвиненија и ќе поднесува обвиненија за да го оттргнува вниманието на македонската јавност. Тоа ќе биде улогата на СЈО денес и тоа ќе биде улогата на СЈО во следните месец дена. Од пресот на специјалното јавно обвинителство се забележуваат две цели. Првата цел е најава за притисок врз судството. Отворена политичка најава за силен притисок врз судството кој што ќе следува во наредниот период. И втората цел, преку таквиот притисок врз судството, да се издействуваат судски пресуди кои што се веќе дел од некој политички или коалиционен договор. Таквата најава денес СЈО ја соопшти преку споменувањето на случајот Сопот. Договорот е преку судски пресуди, издействувани со политички притисок, да се ослободат обвинетите од случајот Сопот, за кој што веќе има пресуда, дека не извршиле некакво убиство или друго незаконско действие. Со самото тоа ќе се отвори врата за спроведување на другите договорени политички пресуди кои се однесуваат на случајот Монструм и убиените малолетници за време на великденските празници и случајот Диво населје и поврзани со терористичката група која што действуваше во Куманово. Сите овие пресуди, за жал, се дел од политичкиот пазар помеѓу господинот Зоран Заев и партнерите кои што дадоа поддршка за платформата од Тирана, и најверојатно на крајот господинот Заев очекува со ваквото дефокусирање на јавноста преку СЈО да се стигне и до ослободителна пресуда за случајот Подкуп, каде што е инволвиран лично тој и целата македонска јавност имаше можност да види за каков случај се работи. По однос на самото действување на СЈО, поврзано со имотот и недвижностите на ВМРО ДПМН кои што се преточени во нашите општински комитети, само ќе споменам дека однесувањето на СДСМ преку институции кои што се под нивна контрола против ВМРО ДПМН, ова не е и некоја новина. Може би за оние што знаат подобро, ќе подсетам дека во 2002 година Уставниот суд имаше одлука токму по иницијатива на СДСМ да се забрани политичките партии да купуваат или продаваат имот во моменти кога тогашното ВМРО ДПМН имаше одреден имот купен од сопствени донации. Испаѓа дека СЈО се грижи за имотот, донациите само на ВМРО ДПМН, а заштитени бели мечки во државата се партии како СДСМ, ДУИ, БЕСА и другите политички партии кои што формираат коалиција за поддршка на платформата од Тирана. И според ова се гледа дека СЈО е само една политичка продолжена рака на СДС и очекуваме притисокот во следниот период да продолжи на истиот начин, но како партија сме единствени и спремни да действуваме на соодветен начин против ваквите притисоци. Благодарам многу.